Ние действуваме во улога на опозиција во Советот, како коректор на мнозинството и како таков коректор ги поддржуваме одлуките кои што се за општо добро на сите нас. И како таков коректор во Советот на град Скопје ние поддржавме инвестиционата програма на јавното комунално предпријатие, која што ВМРО-ДПМ не ја поддржа. Инвестиционата програма на јавното предпријатие Комунална хигиена ја носи управниот одбор. Управниот одбор ја донел, патем членовите на управниот одбор се на предлог на мнозинството изгласани и тие така действуваат веќе втора година. И сега јас не ја гледам логиката. Ако управниот одбор донел инвестициона програма, патем таа е многу амбициозна, ќе позборуваме и за нејзе, не гледам причина зошто мнозинството кое што го избрало управниот одбор не ја поддржува на Совет. Воспротивно, доколку инвестиционата програма не биде донесена, ние ќе овој смет што и денес го гледаме ќе биде 10 пати, можеби и 100 пати поголем заради тоа што јавното предпријатие нема да може да функционира. Од тие причини ние на последната седница ја поддржавме инвестиционата програма и добивме етикета дека шуруваме и со овој и со оној, дека сме во коалиција и со Данела и со Левица. Тоа не е така, тоа не е точно. Бидејќи за да донесете вие било каква одлука и било какво решение да понудите на луѓето, бидејќи сме сериозна партија, сериозна опција, ние сакаме да ги имаме информации, да во моментов ние информации немаме од ниту јавно предпријатие. Со месеци бараме информации за да можеме врз база на тие информации да донесеме одредени одлуки или решенија кои што ние како советничка група ќе ги предложиме и ќе ги поддржиме нормално. Не можем да ви кажам од сега дали ние ќе поддржиме нешто, бидејќи ние добиваме многу штури информации. Прво да ги добиеме тие работи или решенија на хартија, да видиме што предвидува град Скопје, што предвидува комуналното предпријатие, како тоа мисли да го реализира, да ни даде одговори на веќе поставени прашања претходно каде се потрошени одредени средства, бидејќи град Скопје дава средства на комуналното предпријатие, но ние повратна информација немаме. За да донесеме било какво решение, повторно ќе повторам дека ние мора да имаме соработка и од другата страна и одредени информации. Кога ќе ги видиме тие, тогаш можам да ви кажам дали ние ќе ги поддржиме или не. Инвестиционата програма јас ја образлагав пред советниците. Од нивна страна не наидовме на никакво разбирање, ниту па на било какво аргументирање зошто инвестиционата програма и програмата за дополнителни дејности не поминува после неколку седници на Советот на град Скопје. Напротив, на целото мое образложување пред граѓаните и пред советниците зошто е потребно да се донесе инвестиционата програма и програмата за дополнителни дејности, не наидов на никаков контрааргумент. Едноставно, класична блокада, со цел да страдаат, претпоставувам, граѓаните и жителите на градот Скопје. Програмата за дополнителни дејности се однесува на ангажирање на сезонски работници кои што се и такако потребни во овој период од годината, кога имаме зголемена количина на отпад, особено градежен шут и кабаст отпад. Значи без тие работници кои што советниците никако не сакаат да ја изгласаат програмата, имаме мали потешкоти. Сега веќе е донесена,